Ке биде ли Арбен Таравари клучната фигура за амортизирање на поразот на владата на СРСМ и ДУИ? Од Алијанса на албанците молк за оваа тема. Алфа го побара првиот човек на партијата како и нивната прес-служба, но одговори не добивме. Според последните анкети, рейтингот на социјалдемократите драстично опаѓа, додека пак на интегративците е горе-долу статус-кво, исто како и на Алијанса на албанците. Раст во рейтингот може да се забележи во одредени изборни единици кај издружената опозиција од албанскиот блок, но сепак не е доволно за да го порази целосно ДУИ. Затоа СРСМ од петни жили се обидува да ја убеди партијата од Мала Речица да оди во предизборна коалиција со нив, но Ахмети калкулира дали дојде со СРСМ, дали сами. Во игра е и нова опција, заедно со Таравари. Според неофицијални информации, Ахмети му понудил на Таравари 8 пратенички места и 5 граначалнички во замена за предизборен коалициски договор. Според информации на Алфа, Таравари не би сакал да биде дел од коалицијата на ДУИ и се поверојатно е дека нема да ја припати понудата. Сепак дел од крилото на Зијадин Села премолчно ги влече конците кон коалиција со ДУИ. Се поверојатно е дека Алијанса би настапиле сами, но и има некакви шанси да одат со Меджити, Гаши и Касами. Причина плюс зошто постои таа веројатност е и поддршката која ја добиле од Курти. Според последните анкети, доколку би се правеле предизборни коалиции, дури и СДСМ, Алијанса и ДУИ додат заедно на избори со дузина помали партии, сепак нема да може да формираат новата влада. Оти бројката на гласови на ВМРО ДПМН и опозицијата од политичкиот блок на албанската заедница е поголема. Слични се предикциите и за претседателските избори и таму се чека да се види која страна ќе ја заземе Таравари и дали ќе излезат со сопствен кандидат или пак поддршката ќе ја дадат на некој друг.